Општина Кочани во соработка со шумското стопанство Согово денеска ја реализираше првата акција за пошумување. Акцијата се спроведе во подножието на Осоговските планини во близина на градската депонија, каде беа засадени 1300 садници. Во акцијата се вклучија министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димовски, директорот на национални шуми Зоран Ѓоргиев и градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. Преку акцијата за пошумување на граѓаните на Кочани ќе им се овозможи почиста и поздрава еколошка средина, изјави Илиев. Ова акција за пошумување која денеска ја почнавме во соработка со Национални шуми и Министерството за земјоделие. Голема благодарност за поддршката од нивна страна и дека ова е само почеток. Денеска пошумуваме, односно засадуваме 1500 садници и со ова темпо ќе продолжиме во наредниот период до кога ќе не дозволат временските услови, се со цел да овие проблеми кои што ги имаме со опожарените подрачја да бидат обновени и да навистина добиеме садници и подобрување на квалитетот на воздухот. Директорот на Национални шуми изјави дека тие како предпријатие секогаш даваат поддршка на вакви активности за пошумување, особено на опожарени места. Добро, како македонски шуми, односно Национални шуми, се вклучуваме во секоја иницијатива и акција од страна на локалните самоуправи. Тука сме денеска затоа што земајќи во предвид минатиот период каде што имаше огромен пожар на оваа локација, како Национални шуми имаме предвидено санирање на оваа локација со тоа што ќе го работиме во овој есенско-зимски период, каде што ќе има чистење на територијата, каде што има офатено шумски пожари, со тоа ќе продолжиме и со самото пошумување. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство вели дека Министерството дава целосна поддршка во вакви еколошки акции. Овој ден овдека сме на локација каде што е предложена од страна на општината во соработка и поддршка со националните шуми за да покажеме, односно почеток на активностите за пошумување, за една зелена Македонија, за еден почист воздух во државата, се со цел да ги обогатиме токму преку подрачја каде што има можност за пошумување. Она што би во овој случај би само додал дека токму ова се активностите и последните промени кои што беа направени во Законот за земјоделство и рурален развој, каде што се овозможува на јавното предпријатие Национални шуми да бидат едни од корисниците на мерките за рурален развој, се со цел да се овозможи да подрачјата од ваков вид, дали ќе бидат опожарени, дали ќе има потреба од подигнување на нови шумски насади, едноставно бидат планирани во континуитет и преку целогодишна програма се остваруваат целите зацртаните и се со цел следење на активностите, односно јавна и финансиска поддршка од страна на програмата за рурален развој преку Национални шуми. Во акцијата учествува и вработените од општина Кочани, неколку граѓански здруженија, меѓу кои и општинската организација на Црвен крст и извидничкиот одрат Ластовица.